репликата. Колешке, мислам дека бевме јасни уште на самата комисија и јасни сме и сега во дебатата дека апсолутно ќе дадеме поддршка и ќе го гласаме ова законско решение. Нема дилема по однос на тоа, но секако дека сите дилеми и отворени прашања кои што до нас како пратеници доаѓаат, ние мора преку говорницата да ги адресираме до кого, ако не до владата. Впрочем и сите незадоволни ги адресираат така било, така и ќе остане. Отворените прашања до владата. Видете, писмото кое што нема време да го прочитам, за жал и сега немав, од Конфедерација на слободни синдикати, што го упатија до нас пратениците, до сите го имаме тоа писмо. И самото писмо укажува дека ова не е начин, да за минимална плата, но да и за покачување на сите плати, а дека има правен основ во преодни и завршни одредби во ова законско решение. Има, вие сте правник, погледнете го решението и од тука па натаму секако дека и во сите останати овај законски решенија ќе се интервенира, но тука е основата. Во преодните и завршните одредби на ова законско решение. Немам време, еве тука ќе завршам. Да, ќе го гласаме ова законско решение, никој не тама работа, но што понатаму? Знаете, ние бевме заедно, мислам, и за законот за недела, неработен ден, многу дебатиравме, траеше. И сега видите што се случува, какви јавни дилеми, какви работи се случуваат, од како се донесе, какви дилеми се отворија, какви проблеми се отворија во јавниот простор и во бизнис заедницата со законот за недела. Да не се избрзуваат законските решенија, тоа ми е поентата. И не само моја, на сите вработени.